Da se bilo Makedonec, najprvo bila sveta rabota, a duripota prokletstvo i nemir. I ne sme bile Makedonci zašto sme zboruvale makedonski, zašto sme pejele makedonski. Makedonci sme bile zato što sme taguvale na makedonski. Vekovi i vekovi ne uspejavme da se izraduvame na zemljata, zašto so jedna raka ja orafme, a so drugata ja branefme. Ne znajevme koje je to naše pole što ragja najklasata pčenica, ni koji prisoj težne je da rodi, ni na koje livada moželo čovek oro da zaigra, a na grob da ne se sopne. Delo to na makedonskite prosvetitelji Sveti Kliment i Sveti Naum продолжува низ црковната поука и писменост, што ја ширеле нивните ученици и овде, на темелите на древниот Сарандопор, североисточно од Крива Паланка. Кон крајот на 11-тиот и во почетокот на 12-тиот век го бележиме живеењето на испосникот Свети Јоаким Осоговски. Ова е еден од најубавите манастири во нашата земја. Многу е стар, векови стојат зад него. Она што прво ни паѓа во очи, тоа е неговата локација. Лоцирање, како што гледате, на едно прекрасно место. Тоа е вистинско орлово гнездо. И не е само случај со овој манастир, вака, сите наши големи манастири во Македонија имат ваква прекрасна локација. Доста е да ви спомнам за локацијата на Свети Наум Охридски. Тоа е вистинско вдахновение за оној што решил тамо да го лоцира манастирот. Иако вгнезден длабоко во Осоговските пазуви, манастирот не останал настрана од намерниците државници, црковни великодостоинственици и патеписци. Знаеле за него од Дубровник до Москва и до Цариград.
Во 1330 година, пред битките што ги води со бугарскиот цар Шишман, кај Велбушт, денешен Кюстендил, Стефан Дечански доаѓа во него за да се помоли. Турскиот султан Мохамед II во 1433 година, напуштајќи го Велбушт на пат да ја освои Босна, доаѓа во прекрасниот христијански храм. Но не дошле султанот и аскерот на поклонение, туку да ги пронајдат и да ги земат моштите на свети Јоаким. Кога наближиле кон манастирот, султанот се вкочанил и веднаш наредил аскерот да се врати назад. Тогаш вкочанетоста попуштила, тој наредил на тоа место крст да се постави, а во дворот пред црквата, според житието, го поставува овој мермерен столб нишан. Ваков столб има само уште во дворот на Света Софија во Истанбул, а значел дека никој нема право манастирот да го претвори во џамија. Сега сме во главната црква манастирска. Како што реков, таа е посветена на Свети Јоаким Осоговски, еден од четворицата големи спосници во втората половина на 11-тиот и во првата половина на 12-тиот век. Традицијата монашка во Македонија води потекло од Свети Наум Охридски. Секаде околу Охридското езеро имаме и пештерни цркви, манастири, каде бројот на манастирите и на монасите достигнувал висока бројка. Но не само околу Охрид. Традицијата монашка во Македонија постојано раснела, така што во годините кога е основан овој манастир, имаме илјадници монаси од нашиот род. Свети Јоаким е еден од четворицата испосници од тоа време, Свети Јован Рилски, Гаврил Лесовски, Прохорчински и тој, Свети Јоаким Осоговски. Светиот лик на преподобниот отец Јоаким Осоговски е сликан во многу наши манастири и цркви. Набргу потоа било напишано и неговото житие и богослужбата. Целата внатрешност, зидовите на големата црква са покриени со фрески. Меѓу нив особено се истекнуваат композициите проповета на Свети апостол Павле, која и по композиција, и по боја, и по изразот на лицата на слушателите, како и на самиот апостол, зазема врвно место меѓу композициите на Папрадишки. Се истакнуваат и фреските Успение на Пресвета Богородица, која обично се слика на западниот дел од овие градби. Исто така,
над гробот на светицот ја имаме композицијата Успението, смртта на свети Јоаким Осоговски. Се истакнува и фреската Исцеление на слепиот, на зидовите од големата црква, особено во приземјето, се наоѓаат портретите на познатите испосници, како што се Свети Сава Освештени, Петар Атонски, преподобни Евтими Велики. Меѓу нив се наоѓа еден ангел, кој има длабоко символично значење. Тој е нивни водител и раководител во духовните подвизи и борби. Соборната манастирска црква е живописана во внатрешноста, во западната и јужната фасада и во куполите. Во внатрешноста на црквата работел познатиот зограф Димитар Андонов, Попрадишки, во повеќе наврат, во 1884, во 1885, во 1887, во 1906, во 1932, во 1933, 39, 44, па во известни години и по периодот на народното ослободување наше. Во оваа црква работеле изографите Мирон Илиев, Аврам Дичов и Григори Петрович од село Тресонче во 1884 година. Се смета дека тие го живописале средното кубе и тремот од западната страна на црквата. Димитар Андонов Попрадишки ги насликал северното и јужното кубе од тремот пред западната фасада и во притворот западната и јужната фасада на кубињата над тремот од јужната страна. Ова се главно композиции од есхатолошка содржина. Тоа е страшниот суд, смртта на праведниците и на грешниците, пеколните маки и рајските радости. Овој дел од зографските работи не се оригинални. Иако тој како извонредно надарен уметник со жива вообразба наоѓа голем број оригинални решенија. Големата соборната манастирска црква по својата архитектонска диспозиција им припаѓа на објектите од типот на монументалните трокорабни базилики кои се градат во Македонија во 19. век. Се смета дека црквата е градел познатиот градител мајсторот Андреја Дамјанов од родот на Рензовци. Тој бил градител и на главните цркви во Велес, Штип, Куманово и на други места. Меѓутоа, Андреја Дамјанов во случајот на оваа црква одстапил од своите познати карактеристични решенија и концепции. Оваа црква по својата архитектонска диспозиција им припаѓа на објектите од монументалните
надгробни базилики, кои се градат кај нас, но отстапува во многу посебни решенија од нив. На источната страна, градбата завршува со 3 апсиди. Средната апсидија е седмострана, а тие од левата и од десната страна се петострани. Над средниот и над страничните кораби се издигаат 12 куполи. Ово е најразиграниот, најраспејаниот покрив во нашата сакрална архитектура од 19. век. Тој има карактеристики на стилот фламбоајан. Внатрешноста на црквата е осветлена со по 2 реда прозорци од страните. На западната, северната и јужната страна се наоѓаат по еден голем портал. Во втората половина на 15. век, кога турците се зацврстуваат на Балканот, манастирот го мачат сериозни економски проблеми. Монасите се принудени да одат дури до Дубровник и од Советот на Дубровничката република да издействуваат помош од 20 златни перпери. И што туку обновените делови од манастирот се на повидок, силен земјотрес во 1586 година го срамнува речиси до земја. Следната помош доаѓа дури од далечната Москва. И манастирскиот комплекс повторно блеснува, запишува архиепископот Велешки Арсенij III во 1686 година, проколнувајќи ги сите оние што ќе се обидат да посегнат по имотот манастирски. Пред нас е малата црква манастирска, која е првобитна црква. Таа е градена уште во 12. век, но имало пожари, таа е обновена во 13. век. Посветена била прво на светецот, на свети Јоаким Осоговски. Но подоцна, кога се изградила оваа црква големана, оваа црква е посветена на Света Богородица, рождество на Пресвета Богородица. Гледате делови, архитектурата сама зборува. Надградено е во 14. век, тоа е карактеристична македонска градба, камени блокови во рамки од цигли. Го гледате пронаосот, притворот. Тоа е некаде во 14. 15. век. А само се гледа кубето дека е многу подоцно и тоа одвојува. Тоа е во 17. век. Ете, и сами гледате колку е малечка ова црква по размери и зошто се наложило да биде изградена големата соборната црква манастирска. Но и до ден денес, иако е изградена ова прекрасна голема манастирска црква, ова црквиче е многу во почит кај сите посетители. И обично посетителите кои дојдат прво е посетуваат оваа црква, после одат во новата црква. Во внатрешноста на оваа црква се наоѓаат композициите Успение на Пресвета Богородица, Христовото распетие и многу ново откриени ликови во текот на последните години на истражувања во оваа црква.
ovde, dolu, кај темелите на големата црква, и е Коскарницата манастирска. Тука се черепите на монасите кои се подвизавале во овај манастир во долгата негова историја. Монасите и сите тие што служеле во овај манастир, како и оние гости кои починале тука и изразиле желба да бидат погребени во манастирот. Еве не пред еден многу интересен надгробен споменик. На него е од горната страна изглабен крст, изрежан крст со буквите Исус Христос Ника. Тоа значи Исус Христос победува. Знаеме дека тука е погребан јеромонахот Ананија Герасимовиќ, кој долги години бил монах во Света Гора и кога дошол во Македонија со голема радост се настанил во овој манастир. Бил духовник и духовен учител на многу и млади и стари луѓе од околијата. Овој споменик ја покажува неговата скромност, дури и своето име не посакал да биде врежано на надгробната плоча. А посакал неговиот гроб да биде во непосредна близина до Коскарницата, каде се черепите на сите оние што се подвизавале во оваа света обител. Гледаме околу црквата мала и голема многу згради. Не са тие од најстаро време. Тие се релативно 19 век, па и од нашиот век. Кој знае колку и какви згради имало околу овие цркви. Но, бидејќи тие профани згради за живење, се градени од материјал што пропаѓа, па или од пожар, или од забот на времето, се урнале, но и овие што ги имаме секако носат белек на оние стари згради. Погледнете оваа зграда тука, големана, која е вистинска убавица, вистинска тантела, и е градена врз основи на стара зграда, која секако била нешто слично. Но и ова е прекрасен примерок на нашата народна архитектура. Материјалот за оваа зграда е донесен од различни страни со задача да одговори на сето оно што е потребно за зградата. Сето ова што го гледаме овде, црквите, малата и големата, како и големите манастирски конаци, ни говори сосем јасно и уверливо за еден богат и интензивен монашки живот
во долгиот период на турското робство, кога во овој манастир имало разновиден духовен живот. Овде работело училиште, во кое се образувале децата од околните села. Овде доаѓале и свештеници за доучување на оно што им било потребно за нивната духовничка практика. Ово е големо и живо духовно молитвено светилиште за православниот македонски народ. Со сево ова што е направено во примарните објекти и другиот придружен архитектонски ансамбл, манастирот Свети Јоаким Осоговски широко ги отвора вратите кон поширока презентација. Во конекот веќе е зародена ликовната колонија, содржина со која се остварува културната смисла на неговата ревитализација. Напорите на општествената заедница и на Македонската православна црква се во функција на зачувување на автентичноста на овој велелепен споменик на културата и негово активно вклучување во тековите на современиот живот и развој со толку нагласена определба за ненарушување на неговите основни карактеристики и вредности.